најсоодветните презентатори на песната преку нејзината жива изведба. Во едно такво време со една група песнопојци што ги сметаме за пионери на интерпретацијата на македонската песна, се појави и Никола Бадев, кој што има посебен удел за афирмацијата на македонската народна песна не само во нашите простори на Републиката, туку и надвор од неа, дури и до најдалечните простори кај што живеат македонци на другите континенти, како што се Америка, Канада и Австралија. Се разбира дека наспроти другите жанрови во музиката, како што е операта и оперските пеачи, кои што беа помалку подготвени, наспроти отсуството на пеачи на забавна и джез музика и оркестри од тој вид, беше многу полесно да се најдат народни песнопојци, пеачи на народни песни, и затоа се појавија Никола Бадев, пред него уште Бонка Димишкова, Мирвет Беловска, потоа заедно со Бадев Сариевски, Васка Илиева и други, на кои што не им беше тешко да се вклучат во емисиите на Радио Скопје и најпрвен преку живи изведби да го презентираат македонскиот музички фолклор, односно народната песна. Мораме да подвлечеме дека во тие првични чекори можеби беше од пресудно значење присуството на еден песнопоец со едно искуство од Радио Белград, а тоа беше нашиот познат Васил Хаджиманев, кој што на соодветен начин ги подучи овие наши песнопојци и заради техничкото совладување на проблемите и заради стилското обликување на песните на најсоодветен начин да ја презентираат нашата песна. На Никола Бадев тоа му тргна на најдобар можен начин. Ако треба да се задржиме на квалитетот на неговото пеење, можеме слободно да кажеме дека тој беше и остана единствен по својот начин на интерпретација, а особено по белезите што го носеа неговите карактеристики на гласот. Никола Бадев имаше еден исклучително лирски глас, еден висок тенор, кој што имаше едно ретко, убаво и ситно вибрато, кое што му даваше на песните една посебна убавина. Тој така ги украсуваше, што беше препознатлив во целокупната наша публика. И интересно е тоа што долго години по неговата смрт многу песнопојци се опробуваа да го имитираат, но испаѓаа понекогаш многу смешни затоа што навистина не беше лесно да се имитира еден Никола Бадев. Тоа значи дека Бадев е препознатлив, е своевиден и ќе остани како таков со неговите бисери, како што е, например, Параходот, Ми замина и слични песни, кои што има доживеано и други интерпретации, но она на Никола Бадев ќе остане единствена и речиси незаменлива. Со оглед на таквиот удел во презентирањето на македонската народна песна, можеме слободно да речеме дека Никола Бадев има една од неоспорните заслуги за афирмацијата на нашата песна, и верувам дека понатамошните испитувања, затоа што ова што денеска го правиме е символично, но идните прослави на неговите годишнини од раѓањето и од смртта ќе бидат поставени на една многу по-систематска и обстојна основа, така што ликот на Никола Бадев во иднина уште повеќе биде расветлен
и уште повеќе младите генерации ќе знаат што значеше Никола Бадев за нашата народна песна и за нејзината афирмација.